Работна недела. Се надевам дека земавте воздух, добро се одморивте, прошетавте, бевте со вашите блиски, вашите сакани. Нормално, сега е време повторно да освојувате пари. И тоа со Канал 5 телевизија, како и секоја вечер, така и ова. Нормално треба да ги завртите добро познатите телефони, да се вклучите во живо, веќе ги гледате на екраните и се разбира доколку имате среќа да освоите што поголема сума. Она што исто така е јасно дека имаме и за вас вечерва помош. И тоа тројца одлични гости кои што дефинитивно добро ќе се снајдат. Овде гледам добро се подковаа за прашање. Имаме тука и човек кој што љуби крстословки. Имаме од различни професии луѓе кои што нормално ќе позборуваат со нас за тоа што го прават во нивното слободно време, за нивниот живот и ќе се потрудат да ви помогнат на вас, а со тоа и да освојат нашава вечерашна група една убава сума, па да не ги испратиме така со малку. Добро вечер. Јас ги нареков група Мичуринци, пошто мораме да имаме едно име, Мичуринци, бидејќи порано сите сте родени во Мичурин, така, сте живееле заедно, таму сте се запозна, не сте? Одма ме исправа, егејско дете. Она што ме поврзува дека сите сте егејци и добри пријатели. Но прво да ве запознаеме вака лично, поверете. Добро вечер. Нема да ми кажеш дека тремате утре сега, вака кога уклучивме камера, не. Добро вечер. Прво, честитки за Канал 5, што ми даде прилика да дојдам, да се забавувам. Ја иначе сум женет од Скопје. Имам два сина прекрасни. И знаете, исто ги поздравувам. Исто имам и 4 внуци. Внуциња? 4 внуциња, прекрасни. За мене се прекрасни, за друг не знам. Така. И така. Тоа е. Така, пензионер. Пензионер. Уживат. Уживам. Така, добро. Господине Кице, Да. одиме понатаму. Поверете, имаме и адвокат во студијата. Јас сум Малев Петре, дипломиран правник, иначе роден на селото Мичурин, и таму оваа група се вика на Мичуринци, иначе поранешен председател на ракометниот клуб Југ. И да запознам македонската ракометна јавност и заинтересираните за ракометот во Македонија, кои најмалку знаат дека прв првак на Република Македонија во тоа време непризната е ракометниот клуб Југ од населото Мичурин. Да. Одлично, браво. Ки имаме Бога ми да му обетиме на таа тема малку подоцна во емисијата. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Јас сум Љубомир Трбовски, дипломиран инженер архитект од Скопје. Јас не сум роден во Мичурин, меѓутоа поголемиот дел од животот го поминав таму. На многу мала возраст дојдов во Мичурин и ги запознав овие двајца мои сегашни. Навистина од детство се знаете? Да. И неразделни сега, иако на различно место живеете, ама сепак во Скопје Така, сте сите. комуницираме постојано и во дружба сме и така ни поминуваат деновите полесно. Значи јас лично моментално сум невработен, со перспектива да се вработам. Што ви рекол за мене, јас сум исто така женет, родител на 2 деца, една полнолетна керка возрастна и еден тинејџер, Така. кој се надевам ја прати емисијава и посебно него Да го го поздравиме, поздравувам. нормално. Да. Она што е интересно за вас, дека сакате да учествувате на квизови, сте биле, Да. па буквално... Па единствено во оваа телевизиска куќа немам учествувано на Па квиз. еве, покрај за пари, Сега- значи уште една причина плюс. Да, можам да закружам колекцијата на учество во квизови во сите скопски телевизиски куќи. Кога сме кај колекција, знам дека сте љубител и собирате македонска народна Така, забавна песна, но тоа малку подоцна каков колекционер сте вие. Може ли така? Да, може. Ето така. Рековме, спомнавме пари. Зашто е намената на овие пари што ќе се освојат? Има ли цел? Добро, дојдовме да се забавуваме, па сега Но тоа сигурно е дека се забавуваме. поред забавата идат и парите. Така? Ако погодиме прашањата, ќе добиеме. Не ме праќаме без пари, тоа верувајте. Ако сумата биде поголема, едно убаво туристичко патување. Одлично, Мичуринци, кога ќе му фатат, еден круг. До каде имате пари, така ли? Па ајде да освоиме што поголема сума. Ева вака се, пошто рековте егејци, сите тројца, Или беломорци подобро. беломорци. Јас ќе повикам, односно ќе го повикам нашиот прв вечерашен гостин. Веќе добро знаат нашите гледачи дека секоја вечер во Само Кеш имаме и понекоја естрадна звезда. Овој гостин, оно што ве поврзува заедно, и тоа е
месец и замислете, ќе го видите, драги гледачи, Джина Папа Джокси, а не е Великден. Да, Джокси повели. Здраво, добре дојде, повели. Од кал да си е гез да си. Да, како се погодивте, а валда вие. Джокси, здраво. Има Здраво. Джокси микрофон? Не треба. Како си ви? Добре. Се надам дека вечера увече се поминеме. Со егејциве, те молам, значи, покрај тоа што си не гостини, нели, ќе си му обетиме за најразлични теми врзани со твојата кариера и за прашањата, те молам, значи, биди од помош на егејциве да ги испратиме на едно патување. Супер, одлично. Така. Јас сум подготвен, само да почнем. Добар си? Добре. Добро. Работиш? По Се моменту? утепувам од работа, али пари нема. Пари нема. Еве те донесам и тебе у пари, бе. Тоа е- Малата да те фати. Тоа е егејска мисловна реченица. Така. Се утепувам од работа, пари нема. Так. Добро, ќе промотираме и со тебе малку повеќе подоцна. Имам уште една гостинка за нашата помлада публика. Впрочем, изминатиот период по сите портали и сите медиуми се зборува најразлични трачеви, а причината беше затоа што токму Сара Марковска снимаше нов спот и има нова песна. Здраво, Сара! Здраво, здраво. Како си ви? Супер, супер сум, супер се чувствувам помеѓу вака све мажи околу мене, ја единствено женско. Така, одлично ќе те ви да верувам. А кому му звони телефонот сега да ме карам? Сара, кажи ми, реков дека се пишуваше многу најразлични муабети од твоите нозе, од секси и така натаму, а спотот уште не се ни појавил. Господине гостин, седете таму, нема јавување. Сара, повели. Фиксниот звон. Ова недела прочитав многу различни стати за мене, за мојот нов спот. Иако, како што кажа, не е искочен, веројатно ќе излезе сега во четврток, се пишуваше доста, што во весниците, што на интернет порталите. Јас се надевам дека кога ќе излезе спотот, на луѓето ќе им се допадне целиот, прочаме и песната и спотот. Ние имавме можност на Канал 5 да видиме Да. во екстра ексклузив за време на снимањето како беше и како ти изгледаше, впрочем, па нормално дека беше во едно секси издание. Прв пат на англиски, ајде уште тоа накуса само да споменеме. Прв пат на англиски, песната се вика Private Show, приватно шоу. Одлучив да биде на англиски, бидејќи одмah кога ја слушнав песната, навистина многу ми се допадна како звучи. Снупи да го поздравиме, Да, тој е задолжен за Снупи, песната. да, за текстот Рената. И ќе видиме како ќе им се допадне. Ќе се пробиваш надвор малку? Па ќе пробам, да. Добро. Полека. Одлично, успеси. Ето така. Ја и се придружив на Сара, тоа значи дека сме сите подготвени, ви представив се она што ни е овде во студиото, а се разбира се наши вечерашни гости. Веќе добро знаете, тркалото ни е подготвено за акција, а и вие бидете подготвени, фатете се за телефоните 30 91 557 61 52 990. Народе, да играме само кеш. Добро вечер за кого? Добро вечер. Кој се јавува? Благојка? Благојка, така? Да, од Велес. Од Велес. Ајде со Велешани да почнеме оваа нова недела. Да. Како сте, Благојка? Добри, добри. Еве со семејството седиме. Така. И Се да надевам, гледаме вас, се пратиме и нормално. се Ако надевам добиеме дека... некое парич. Добро, се надевам дека очекувате убава сума вечерва. Здрави живи, каква среќа ќе имаме таква. Ајде, нека биде поубава Здрави, среќа. да видиме, Нека ајде. Ни вртите ли редовно? Да, Така? Прв пат се по 500 јавувате? повици на вечер, да. Како? По 500 повици на вечер, ама еве, за вечерва добивме. Така, добро. Значи броено, 500 пати за Да. еден час. Може И повеќе, никако да. да се никако да се добиели. Добро, Благојка, ајде да искористиме оваа вечер. Понеделнички Ајде. со вас да стартуваме со оваа работна недела. Вие сте ни прв Благодарам. гледач, Ајде. јавувач, гледачка и ајде да добиеме убава сума. Сара ќе ми помогне. Сара, Сара. да го завртиме нашето тркало. Благојка, нека бидат сконцентрирани дома сите, поздравете ги Да, и да. сега ајде да погодуваме, нема трема. Знаете дека имате право само на едно погодување. Да. 400, кој ни зборува во позадина?
Благојка? Не имаме со фамилијата сме друштво. А па они си прават муаве додека вие со нас. Да. Добро. Благојка, значи 400 денари е вредноста на вашата буква. Веќе добро знаете дека можете да се одберете од 1 до 10 кое поле сакате, треба да одговорите на 2 прашања. Ако не знаете или доколку погрешите од прв пат, ќе се обратиме кај нашите мичуринци, па потоа ја делиме сумата пола-пола. Јасно, така? Проблем, да. Ајде да играме. Ајде број 2. Број 2 нека биде. Да. Стопанственик, деловен човек или... Ајде ме кажете. И ама гласно коментирате. Момент само може Кого барме, кој кого вика тато таму? Ајде тато. Сега, момент само. Многу е лесно и едноставно. Впрочем, 98% од нашите прашања се лесни и едноставни. Јас би рекол и може би повеќе. Стопанственик, деловен... Бизнисмен. Па тоа е тоа, така е, бизнисмен. Браво, браво! 3600 денари, како чала. Одиме сега на дополнително. 3 пати мери, па после... Еднаш сечи. Кој кажа? Това е сната. Сната, добро да поздравиме. 5200 снао, така е. Благодарам, поздрав Ви благодарам за и јавувањето. здрави живи да се слушаме, и пак да вртиме, пак да добиеме. Епа така, да. Најубаво си посакавте, да се слушаме, а со самото тоа што ќе се слушаме, вие ќе освојувате пари. 5200 денари за вас. Бидете со нас до крај. Добро знаете дека оној кој што наш гледач или гледачка на самиот крај ќе има најголема освоена сума, добива дополнителни 3000 денари како играч на вечерта. Така што бидејќи имате 5200, не е шала и не е мала сумата, така што останете до крај доколку некој не освои повеќе пари, вие ќе добиете и дополнителни 3000 денари. Еве ги телефоните, драги гледачи, да се чуеме со уште еден гледач. Добро вечер. Добро вечер. Кој се јавува? Раде од Велес. Раде од Велес. Да. Па сега ни беше Благојка од Велес. Па добро, сега по Раде едва добив. Абе, ако, убаво што не добивте и убаво што ќе имате можност и вие да освоите убава сума на пари, ја се надевам. Со кого сте, господине Раде? А? Со кого? Со бабичката. Со кого? Баба. Бабичката, да ми ја поздравите многу. Добро, фала. Добра ли е? Поздрави на вас сите у студио таму и на цела екипа. Ви благодариме многу. Ајде да заиграме, може ли? Нисам не оро, него да заиграме играва вечерашна, може? Да. Така, па после, ако освоиме умава сума, и едно оро ќе фатиме. Па сигурно. Повели, Сара. Сара ќе ни помогне и овој пат со тркалото. Да. Може среќа кај Па бога ми, ти тргне убаво, Сара, можам да кажам слободно дека ти тргна, а вака ако ти тргне, одлично. 400 денари. Благодарам. Господине Раде, ајде сега, со бабата сконцентрирани и да погодуваме. Ајде. Одберете си поле од 1 до 10, освен второто. Да видам кој има највише букви. Сите се тука негде горе-доле. Плюс-минус. Господине Раде, ако чекаме да ги броите сега, тешко нас. 9. Деветка, а зошто не беше 10-ка? Па, ја не го видам, ба. Добро, 9-ка. Наша писателка Оливера. Оливера. Писателка. Да. Оливера Марковиќ. Нека е таа, но бидете така затоа што имаме помош во нели соседното наше студио, таму ни се мичуринците, гејците. Зошто се смеете, господа? Заради Оливера Марковиќ. Оливера Марковиќ актерка беше колку што Да, мислам. српска актерка. Само на микрофон ќе вам. Српска актерка. Така. Значи вие што Да, мислите? ние мислиме дека станува збор за Оливера Николова. Оливера Николова. Да, тоа е наша позната писателка што ја напишала, да речеме, книгата Зоки Поки. Зоки Поки. Сега ми текна. Така, добро е. 3200 денари, делиме пола-пола. Првите пари за вас, браво, секоја чест. Ајде, дополнително прашање. Ајде да видиме тамо дали ќе положи. Ајде, одиме понатаму, имаме уште пари.
Ако се ожениш на брзина, ке се... Джокси, имаш микрофон? Не коментирај гласно. Раде. Господине Раде, чекам, господине Раде, ќе ви оставам простор да размислите. Джокси, да не се ожени ти на брзина? Не. Прашањето не го разбра. Ако се ожениш на брзина, ќе се... Дополнете. Значи, дополнување. Македонска поговорка. Абе, блокирани мозак, мамо. Еве од режија викаат жива вистина, сите споделуваат таму. Жива вистина ли е, гости? Како? Дали ова жива вистина? Ако се ожениш на брзина, ке се... Те. Каже, ова. Раде, може да помогнеме тука? Може, ајде. Може. Ке се каеш полек. И сега жива вистина или не? Какво лесно прашање. Нема, трема. Трема, а лесно, да, се сложувам. Добро, господине Раде. Поздравете ја баба. Добро, хвала. И имајте убава вечер, ви благодарам за јавувањето. Освоивте 2400 денари. Имајте убава вечер и поздрав веле суштеднаш. А исто така, гости Мичуринци 2400 денари, не рачунајќи го Джокси. Добро, одиме па натаму. Гејска делба. Гејците како делат и немаш представа. Така? Ау. Добро, значи рачунете го и Джокси. Се на купче и после на секунда. Плутен. Ке се договориме, чекај, да видиме колку ќе има за делење. Одиме, 30 91 557 61 52 990. Добро вечер. Ало? Добро вечер, вака сега. Пошто ти доцни сигналот на телевизорот се слушнав, ќе те замолам на слушалка да комуницирам. Али га тој. Чекам, затоа што му кажав на нашиот гледаш, туку што сигурно го намалува телевизор. Ало? Добро вечер. Аха, го намалува. Добро вечер. Кој ни се јавува? Горан од Кратово. Горан од Кратово. Како си, Горан? Добро. Горан, ќе те замолам уште еднаш. Зборуваме јас и ти на телефонската слушалка, намалете го телевизорот бидејќи многу доцни и ќе треба многу да се чекаме. Добро. Важи. Сега да проверам. Горан, како си? Добро сум, добро. Исклучи го телевизор. Ке се слушаме на слушалка, па ја овде некако ќе се потрудам да ти објаснам. Добро, Горан, да не губиме време. Ајде, за Горан од Кратово, Сара повели да добиеме убава сума, да го завртиме тркалото. Па како е 400? Иште малце. Уште малку. Оп, чекај. Чекај. Пата. Не. 200 денари. За малку ќе беше 400. Горан, Да. ајде, сега ќе се појават по линијата. Одбери си поле, прашање. Освен 2 и 9 кои што ги отворивме, не можеш. Уште еднаш, Горан. Број 10. Број 10 нека биде. Најмали крвни садови. Капилари. Капилари. Точен одговор. 1600 денари. Одма одиме понатаму. Дополнително прашање. Хит на Джина Папас Джокси. Джокси, дали знаеш за кој хит се работи? Чекайте малку. Размисли убаво, имаше неколку букви отворени. Ако не ти текнува, ја имам најдобрата помош таму. Джокси, да не размислуваш и ти. Ме ставивте во мисла. Која ли Прво, затоа што секогаш сум навикнат дека Великденот
Великдена? за прашање, ова се е нешто ново. Да. И окей. Мислам, знам за која песна стана. Тама работа да не знаеш за која песна стана. Горан? Златни сили. Не е сили. Види така само. Одиме сега, мичуринци. Успеавте Джокси да ви шепне? Имам одговор. Аха, А добро. оваа песна мора да го знаеме. Добро. Јас мислам дека не сум по забавната музика, ама како што знам, златни жици. Златни жици, така е. Златни жици е точниот одговор. Скупно 2600 денари. Добро. 2100, Горане, за тебе. Фала. Ти благодарам многу, имај убава вечер и поздрави во Кратово и 500 денари кај вас. Само сакам да се надоврземе, Джокси, малку да појасниме, бидејќи имаше нешто поврзано пак со Егејска Македонија, па некое оро е спомнато. Па Златни жици е всушност инструментал. Така и беше замислена песната, меѓутоа ја некако и доладовме текст за да може да учествуваме на македонскиот избор за Евровизија. Инаку работниот наслов е Ранчанско оро, по село Ранци од Егејска Македонија. Ај кога сме веќе сега веќе. За наменски да. Да. Зад мислиш дека не е наменски прашање? Гледам ја дека вечерва цело време има да зборуваме за Егејска Македонија. Така. А бога ми малку подоцна имаме и други прашања интересни. Кице, имавме и прашање со капилари, па ајде малку да промотиме за тоа дека вие сте крводарител. Сега веќе не, но имате над 100 пати дадено крв. Така само на микрофон ќе имamo. Да, јас сум крводарител уште од 18-та година. Прв пат сум дал крв кога играв за Југ. Ракомет играв и тогаш дојде екипа за дарување на крв, тогаш дадов прв пат крв за... Колку пати сте дале, знаете ли? И после, од таму, од тогаш ти почнав до... Знаете ли бројка? Од прилика? 100. Или точно? 100 пати. Точно 100 пати. 100 пати. Браво. Секоја чест. Одиме понатаму со друг гледач. Добро вечер, за кого? Ало, Добро вечер. добро вечер. Кој се јавува? Марија од Охрид. Марија Охрид, еве ги Охриѓани. Како си, Марија? Одлично, супер, вие како сте? Одлично расположени, еве се загреваме. Имаме и денеска ново Па, издание на смеливо. Савокеш. Па си делиме пари, драго ми е што ќе имаме можности на тебе да ти доделиме нешто. Не гледаш ли редовно? Редовно, да, од почеток. Супер. И вртиме стално. Прв пат се слушаме? Да, прв пат. Со кого си? Со сопругот. Со сопругот, добро е. Значи ќе биде од помош. Ако не биде од помош, ако некаде заглавиме, помошта ја имаш овде во студио. Да. Марија, јасно е се, така? Се е јасно, Се е да. јасно, ако е се јасно, Сара, се е јасно. Да завртиме и да добиеме убава суба за Марија од Охрид. Сега нека пистатка. Охриѓани рајат сте ми сега малку, а? Одмарате. Да, сега одмараме, убаво е време, во сега Малку и за вас нека биде убаво времето, да си одморите, да. па после туристите кога ќе навалат, не може да одмарате. не. 300 денари вредноста на вашата буква или на секоја погодена буква. Благодарам Ето многу. така. Ајде сега да ги добиеме прашањата, ги гледате. Сега. Доцни? Да, доцни. Добро, да имам во предвид. Второто, деветото и десетото ги отворите. Еден. Другите кои сакате. Еден. Поле број 1. Лице што лекува, народен лекар. Или како се вика? Само малце. А не е еким. Не е еким. Еким лече одредни болести. И тоа ми останало од македонски прикази. Да размислиме уште Може, малце. размислете, лице што лекува, народен лекар. Размислувате вие, размислуваат и нашите гости овде. Не, а не, баба Рада.
уште малце. Значи да, лице што лекува не е лекар, народен лекар. Само кога ќе се консултирате гости, немојте на микрофон, затоа што може да го откриете одговорот. Не сакајки. Марија? Марија? Да видам уште малце сега и Речникот да остане. Речникот не може да го сврти, ама Гуглот не знам дали ќе го даде одговорот. Гуглото. Гуглето. Гугленцето касни. Марија? ништо помош од Ајде да се обратиме, кај мичуренци, егејци. доктор ако е. Не е доктор, не е доктор. Ние дојдовме до заклучок дека мора да биде тоа лекувач. Мора да биде тоа лекувач и мора да е лекувач. Така е, лекувач. 2100 денари, Марија, лекуваче. Не, и ние мислевме, ама тоа е. Добро, нема проблем. Ајде да се поправиме со дополнително и да освоиме поголема сума. Вид ладно пред јадење. Само малце ни касни сликава. Како? Ќе почекам. Ако не следите убаво во текот на емисијата, ќе знаете и за што се работи. Вид ладно... Егејска салата. Егејска салата, па така е. Дали знаете како се подготвува? Не. Не? Чекај да ги прашаме егејциве. Егејска салата. Знаете како се подготвува? Ајде, поискусно. Кој е најискусен за салатичка? Ја мислам дека е егејска салата. Да, одговоривме. Ами го замуабетивте, човекот не виде дека сме одговорили. Идеме на, викам на грамови. 150 грама посритени црвени. Со грамови ли одиме? Добро. Не, егејска работа, да си стварно. Сирење се става бибер, се става пиперка печена и излупена. Колку грама? Една е? Од колку грама? 150 грама. Основата се става, Како ќе после ти тоа по емпат. биде? Ама не се јаде по грамови, така? Ако си диетал, ќе јадеш по грамови. Од салата се диета. Па са. Е тоа? Добро, ќе пробаме, ќе направиме. Марија? Да, тука сум. Добивме и тоа прецизно како се прави егејска салата. Да. Ете така, дури по грамови. Ти благодарам за јавувањето. Пала и вас, поздрав од Охрид. 2550 со толку те испраќам. Чао. Да, пала, чао. Поздрав, убава вечер, поздрав Охрид. 1050 гости, вие благодарение на рецептата. Режија, пред да вклучам следен гледач, ако може само телефонот за пријавување, да ги поканиме сите наши гледачи кои што сакаат да бидат дел од нашето квиз шоу, нормално да се пријавите на телефонскиот број 072 247 551 и тоа од 15 до 16 часот се разбира во група, дали сакате со вашето семејство, со вашите пријатели и така натаму. Битно е дека треба да сакате да освоите пари и да ни дојдете овде во живо да се дружиме и нормално да ви доделиме пари на вас. Океј, 072-247-551. Одиме сега со јавувањата во живо. Тоа се другите телефонски линии. Веќе добро си знаете. Кој се јавува? Добро вечер. Добро вечер. Со кого имаме чест? Пеце од Прилеп. Чув Прилеп, само ќе те замолам погласно. Пеце од Прилеп. Пеце од Прилеп, Пеце, како си? Добро е, поздрав во студиото, поздрав до вас. Ти благодариме многу, поздрав и до тебе и до твоето семејство, ако си со нив вечера, со семејството или со друштво? Да, собрани сме со семејството. Одлично, поздрави ги сите и поздрав до сите прилепчани. Пеце, ќе освоиме ли пари некои? Се надеваме. Се надеваме, ние овде ги имаме, ајде да се покажеме. Ајде, Сара повели. Одлично вртење, Сара. Дефинитивно супер. Се добра сума да истина. Супер, сега очекуваме добра сума. Или? Не е се во силното вртење. 200 денари, Пеце. Добро е. Ајде да ги искористиме 200 денари. Ајде. Гледаш, така? Да, сега е. Добро.
Нека биде 4. Нека биде четворка. Отвораме четворка, четвртото прашање според народната песна Борсадила мома Евгенија. Евгенија, така е, тоа е точното. Борсадила. Егејска. Борсадила мома Евгенија, борсадила и Бога молила. Како ви се победи песна. Пеце, ке те замолам само што малку остани на линија, само да споменеме твојата керка Джокси се вика Евгенија. Точно. По кого? По мајка ми. По мајка. По мајка ми Гина, Евгенија. Така и јас, да кажем, и си ја земав прекарот. Джина. Гина. А она по целосното име. Евгенија. Така, одлично, поздрав. Така. Пеце, тука си. Одиме дополнително прашање, може ли? Ајде, може. Ајде, реши ја дополнително. Уметнички вес на ретко платно за килими. Значи, гости, не одговарате пред време, ке ме слушна. Да не, таписерија. Ни помош ке се види. Повели? Таписерија да не. Таписерија, така е, 2000 денари. Ти благодарам, Пеце, за јавувањето, има убава вечер. Благодарам и вас. Секој е добро, се слушаме следна прилика. Таписерија не, но затоа гоблен имам таму веќе кај моите вечерашни гости, па ајде малку кице да си промобетиме околу гобленот. Историјата е голема. Со мојата госпожа се залюбив во везење гоблени, кој го имам еден од Така го моите гледаат колекција. гледачите. Добро. Ги имам во повеќе експонати, нешто имам подарено, нешто имам за продадено. И така, бев долго време во Франција, во Париз. И името Гоблен го доби во 16 век. Таа некоја фамилија што се викала Гоблен и по негово име го добила името Гоблен. Гоблен, така. Колку гоблени имате моментално дома? Знаете ли бројка? Не, знам сега затоа што ај сега да не навлегуваме, младите не ги сакаат тие више. Нема, не се више во мода. Се во мода, тие не умираат без моја, ама во моментот. Моментот не се во мода, после ќе се бара. Сега имам дома 3. Со овој имам 2, овој трети. А овој како се вика, извини? Овој е сега момент. А што запишано? Есенско езеро. Аха, Есенско езеро. Добро. Тие гоблени, една случка да ви кажам. Да. Јас работев во Тито Велес, а играв и ракомет во Тито Велес. И кога почнав да везам гоблени, ќе се качам од Скопје за Велес. И се симирам, одма беше тука работното место. А ми се случи еден ден, се качим во Скопје, се симнав во чашка. Сум се занесал во везењето и слушам кондуктору вика чашка. Абе како чашка? Вика јас сум за Велес. И слегов на чашка, се пратив назад и отидов на работа. Така, и уште нешто, само сакам да ве прашам кога е за гоблените, она што ми го споменавте, нели, кога се договаравме што ќе си правиме муабет, околу тајната вечера и везењето на тој гоблен. Сите гоблени ги имам. Овде ги имам и не напишано и испуштено. За тајната вечер уште таа ми остана. Се договараме со госпожата моја. Да викам кој ќе ја вези. Вика заедно ќе ја везиме. Ама слушнав од рекла казала дека тој што ќе ја навези тајната вечер се случува нешто во куќата. Дали радост, дали смрт. Ама не се знае дали е радосно или е лошо, така? Да е радосно ќе се навезе стопа. И така се откажавме од тајната вечера. Так. Океј, ќе одмориме малку и ние, а и нашите гледачи, ќе се вратиме за кратко после рекламите, бидете тука, продолжуваме, имаме уште пари оваа вечер.
Еве не назад во ова понеделничко дружење во Само Кеши, во овој втор дел после рекламите, каде што продолжуваме да делиме пари за оние кои што ќе бидат најупорни, оние наши гледачи кои што ќе ни се јават на нашите телефонски линии. Исто така продолжуваме да делиме пари за нашите гости овде во студио. Групата Мичуринци ни се во студио, мирни. Групата Мичуринци кои што рековме дека се запознале во населбата Мичурин од детство и од тогаш се неразделни пријатели, сега се сите во различни населби низ Скопје. Се уште немаат идеја како ќе ги потрошат парите, но имаат идеја дека треба добро да не забавуваат и да се разбира да освоиме што поголема сума. Реков дека сами по себе секој има интересна приказна, сте интересни луѓе, па ајде малку да се промоветиме и да продолжиме со оние приказни кои што сакате да ни ги кажете. Значи, господине Љубомир, спомнавме дека сте колекционер на македонска музика, забавна и народна. Што значи тоа? Како ја собирате? Па да, веќе подолг низ години пасионирано ја собирам македонската музика, зашто има голема вредност за која повеќето луѓе не се свесни каква е вредноста на нашата музика. За жал тоа го знаат во светот и веќе се свртуваат кон нас како во тој поглед. Значи, моите колекции се со врвен квалитет, како аудио снимки, така и во последно време аудио, видео записи. И не правам разлика голема меѓу забавното и народното, меѓутоа сепак ставам акцент на староградското и изворната македонска музика, зашто таму е коренот на македонштината. Бројка, знаете? Бројката секогаш е поголема секој ден, така би било и узорно да внимавам на такви ситници. А од кога собирате? Па сигурно, значи, за народната музика може да станува збор за веќе 2000 песни, кажувам за староградски изворни песни. Иначе, веќе во последно време ново компонираните ги има повеќе и доминираат на ова подневие. Од кога почнавте да ги собирате? Мислам, нормално дека цел живот сме со музика сите, па си имаш некаква колекција, но кога официјално? Видете, значи тоа мора да се поистовети со моментот кога веќе ни стана попристапни компјутерите, за да може да се сочуваат. Во компјутер си ги чувате сега, после во хард диск. Така и тоа се прават обработки, исто компјутерот доста помага во тие некои ситуации. И таа идеја се роди кога веќе почна се зголемува можноста за меморирање на голем број податоци. Добро. Има некаква цел таа колекција за ваша душа или понатаму ќе направите, да речем, некој сајт кај што ќе може да се слушате? Веќе ние сме поголема група на љубители на оваа музика и се дружиме на повеќе форуми на интернет. Една, да речеме, од тие е и Македонскиот тракер, каде што луѓето се прикажуваат како љубеници уште од мали нозе, да речем. Значи тамо другаруваат и се дружат луѓе од тинеџерските години како мојот син до досните години пред пензионирање и после тоа. Така. Убаво, тоа и се надевам дека ќе имате голема колекција и дека сето тоа ќе може некако да се искористи понатаму. Да. Ајде сега на малку спортски муабети да свртиме, така ли? Спомнавме, ајде повелете, што да истакнеме од времето кога вие бевте спортист, ракометар? Бев долго време ракометар, после ракометот одидов во студии, кои се истакнав општински студија, Подградско, Сојузен. А во времето за кога игравте ракомет, сакам да ве прашам. Ако не се лажам, првиот македонски ракометар кој што е играл надвор, интернационално. Од Југославија тоа. После земјотресот во Франција. И играв за прво клас, оти не знае француски. Само малку микрофон. Не знае француски. И се распјав низ Париз, по улиците слушам гужва, викање. И вамо таму, тие стали, не знаеш кај му е вратата, не знаеш кај се влегува, се излегува. И позастанав, и значи се најдов баш на правото место. Ама не знам да зборувам. И само се моткам по тие луѓе што се. И тоа еден Пиер Мишел се викаше, му викам, јас. Пантомима. Он не ме разбира. Јас викам, ракомет. После дојде еден што играше у таа екипа од Панчево.
Вика, сака да игра. Добро, чим сака да игра, вика, нека дојде Ве утре. пушти ја на тренинг, видоа што... Не, вика, утре ќе дојдеш во толку сат. И така поста таму во Сеапи Норса, викаше клубот. Колку време игравте таму? Година и пол. Година и пол. Година и пол. После се префрли во Полис. Така. Ама, викам Полис, во професионална екипа, таму ако не работиш, не можеш да обстојуваш. И така мора да играм само за Сеапи Норс. Добро бев примен, убаво. Господине Перо, вие бевте судија, така? Усвани не судија, бевте... Правник. Не зборам за ракометот. Не, јас бев председател на ракометниот клуб. Председател на ракометниот клуб. Како беше? Како се викаше? Јук. Да, првиот, најуспешниот ракометен клуб во Македонија. Првиот клуб на Република во тоа време непризната Македонија. Так. Првиот првак на Република Македонија е Јук. Која година? 91-92 година. Так. А иначе неколку години бев председател, а претходно секретар повеќе години во ракометниот клуб и долгогодишен функционер во Републичка во Сојузот на Македонија, ракометниот сојуз на Македонија. А во тоа време играше господинот Кице? Не, господинот Кице се врати и јас го ставив како тренер на Тогаш беше тренер, па екипата. подоцна валда и судија, така? Според... Ги измешавме работите, но... Жените заврши, значи до 50 години можеш да студиш. Да. После 50 години одиш у пензија. Така. Одиш или тренер, или одиш, или кој делегат. Така. Јас Сега... одлучив за тренер. Така. Јас прво да покажам нешто. Ќе ги замолам нашите камермани, да не падне. Нашите камермани само да го презентираат ова накусо. Ајде, господине Кице, кажете ми што е ова. Прво, накусо, па после зошто го покажувам. Само микрофонот ќе те замолам. Јас оваа пофалба ја добив за 50 годишен ангажман во ракометот. И сега јавно сакам во оваа пригода сакам да му ја подарам на господинот Перо. Така? Бидејќи ја имам со што да се пофалам, сум играл ракомет, студија бев и ред други работи, а он беше како секретар, он нема ништо. Само да споменеме, извини, господинот Перо имал ваква, но бидејќи му е обилна канцеларијата, му ја собрале со другите канцелариски. Јас сега му подарувам од моје име на него, да се сеќава. Ето така, што да се вика пријателство. Честитки. Благодарам. Моето признание од Ракометниот сојуз на Македонија кој ми беше доделено стоеше во канцеларијата на мојата керка Александра Малева и при една кражба обивање во канцеларијата меѓу другите касетофони и телефони што краде ја украде и кога се видов со Кице и со моите пријатели најмногу жалев за украдениот мој спомен од ракометот, кој единствено ми беше насеќавање за долгогодишната работа. Ете, сега ќе го имате. Многу се размуабетивме, сакате ли луѓе пари да освојувате? Вака, ако тргнеме со муабет, нема ни една пари да освоиме. Да, драги гледачи, ќе се префрлите во другиот дел од студиото, бидејќи ќе ве препуштам малку на Джина Папас Джокс и на Сара Марковска. Благодарам многу, Нено. Ние одиме понатаму, дали имаме гледач на линија? Ало, Добро вечер. добро вечер. Со кого имам чест да зборам? Јас сум Босилка Цимовска. Босилка. Да, Од каде сте? од Скопје. Од Скопје. Да. Добро, Босилке, не треба ништо многу да должиме, бидејќи знам дека сте сега некако малку возбудени пред она званичното што треба да стои сега пред вас. Дали можеме да видиме? Не можеме да видиме колега Джокси, Не, затоа што што треба да вртиме прво. А треба да вртиме? Кај Сара, ајде. Сара, извини, Сара врти. Да добиеме вредност на буквата за Босилка. Мислев дека веднаш иде предпоставката, Па треба меѓутоа... Босилка да знае за која сума се бори.
Одиме на 400. Супер. 400. 400. Ето. Одлично. Една буква погодена е Добар 400. почеток. Ете ги, Джокс. Добар почеток. Сега бирајте број. Осмица. 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 8. Голем христијански верски празник. Не ми се верува кој е прашање. Велик ден. Велик. Браво, велик ден. И добивте 2400 денари. И сега Великден. И сега треба да запеам. Па малку. На Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Хајде, Боже, ти ми помогни. Вие 204, вие 2400 да се зголемат. Леле, хајде, Боже, ти ми помогни. Ова е ве- Одиме со друго прашање, Да, дополнително. Тоа дополнително прашање. Ле. Село Волеринско, Егејска Македонија. И така тргнавме со браќата егејци, одиме и понатаму. Значи, кој е тоа село? Девчани. Село Волеринско, Егејска Македонија. Не знам. Босилка, значи бараме помош, нели? Помош? Да. Да, помош. И Ајде, ние сме браќа. овде помош. Браќа егенци, помагајте. Значи, станува збор за селото Овчарани. Станува збор за овчарани, така е. Така е. Браво. Значи собравте се на се 4400 денари, арно, ама тука сега има нешто што се вика Што се вика поделба, братска делба. И има делба на овие 4400 делба. Да. Ау. 3400 за господјата Босилка. Добро. Ви благодарам. Илјадарка за браќа егенци. Собра си. Беломорци. Сите ги собра. Господјо Босилка, ви благодарам за јавањето и убава вечер. Убава вечер на вас. Да ни се Пријатно. јавите повторно. Джокси, а? Како се погоди прашање, а? Значи, како ти се погодија двете прашања, абе, како договорено ни работува? По сценарио. Да. Повели си кај браќа егенци. Да, со купчиво. Тука за мене, ако може, земи си купчето, земи си. Дечки, само да видите како изгледа. Да, па после ќе можеме да го поделиме купчето. Во зависност од тоа колку ќе погодувате. 30 91 557 61 52 990 се телефоните кои што ве вклучуваат овде во живо во само кеш, каде што можете да освоите кеш или пари. Добро вечер за кого? Добро вечер. Кој се јавува? Антонио Митевски од Пробиштип. Антонио Пробиштип, добро вечер, како си ми? Па добро е, расположени. Со кого? Гледаме само кеш. Само кеш, фамилијата. идеме, да освоиме само кеш. Да, Со кого си? со фамилијата. Со семејството да ги поздравиш сите. Семејството, да. Како оди, ќе погодуваме, мислите дека ќе биде лесно? Па да, мислиме дека. Антонио, ти беше најупорниот за телефонов, така? Да, да. Така? Ајде да се исплати. Се надевам дека ќе се исплати. Сара, ајде. Да добиеме на убава сума. Фала. Биди така, Антонио, бидете сконцентрирани. Се исплати. Ке се исплати. Убаво се исплати. Фала ти, Сара. Антонио, 500 денари е вредноста на една погодена буква. Фала многу, Сара, многу хитови. Така, видиш како хитовски се врти. Одиме сега хитовски да погодиме. Одбери си поле, ги гледаш. Број 5. Петка не ни е отворена, ајде режија, број 5. Наш народен херој Борка Борка. Еден е Борка. Без В. Борка Талески. Слушаја жената, сопругата, слушаја Талески, така е. 2500 денари. Одиме дополнително. Македонска Ајде. народна песна. Ајде сега хитовски. Каде сте македончиња?
Кај отидовте? Така е, 6000 денари. Браво, вака или така? Се снајдовме. Да, фала ви, благодарам многу. Ти благодарам, Антонио, поздрав уште еднаш до твоето семејство и да се чуеме следна прилика. Со здраве да си ги трошите парите. Каде сте? Каде сте? Кај отидовте? За вас плаче Македонија, за вас плаче Македонија. Браво, екипа, одлично. Добро вечер, за кого? Ало, добро вечер. Здраво, добро вечер. Ние овде распејани, вие како сте? Одлично расположени. Одлично, драго ми е. Кој ни се јавува? Александра од Скопје. Александра, поточно? Од аеродром. Аеродром. Како сте таму? Супер. Покрај Канал 5 и со вашиот квиз. Драго ми е, драго ми е. И сега ќе видите уште посупер, затоа што нема да ве испратиме без пари, тоа е сигурно. Да, секако. Со кого сте, Александра? Со фамилијата, најблиските. Добро, поздрав до сите. Ајде да се Благодарам. сконцентрираме, може? Ајде. Ајде, Сара, прво да ни одреди една убава сума. Овој пат едно јако вртење. Вежбано ни е тркалото за јако вртање, бидејќи кога беше Владко со Силви овде, бога ми почнаа да летаат сите бројки и пробано ни е како врти. Веков ја не се во јакото вртење. 200 денари. 200 денари. Да, Благодарам. Александра, ајде, може? Може. Ете, еве ги по лињата. Се појавија кај тебе сигурно. Само да ти помогнам, 3, 6 и 7 не се отворени. Само момент, не се уште појавени. Добро, 3, 6 или 7, сега ќе си ги погледнаш. 3. 3. Млечен шеќер. Каква тишина. Сите размислуваат. Само момент. Млечен шеќер, како се вика? Не, нема да ја буниш натаму долу. Значи, млечен шеќер. Лесно. Имаш и две букви отворени. Се надевам. Лактоза. Лактоза, така е, браво. 1000 денари. Одиме дополнително, Александра. Хит на Сара Марковска со Панчо од ДНК. Сигурно го имаш видено, има убав спот, го имаш слушано, го вртеа на сите радиостаници. Сега, ето имаш и нешто отворено што се однесува до буквите, за да ти помогнат дополнително. Сара со Нана, не знам како може да... За мене сега себе направил. Зелено светло. Зелено светло, браво! 2200 денари, одлично, Александра. Благодарам. Има и убава вечер. Ала, исто и вие. Поздрав И уште најубаво еднаш. пријатно. Чао, чао. Па не е толку стара оваа песна. Па лани негде на пролет, април месец. Така, да. одлично помина, навистина имавте убав спот. Да, па со Панчо е песната, ни се споја едноставно енергиите, мојата и на Панчо и очигледно тоа го препозна Лазар и се направи всушност мојот прв спот за таа песна. Тинејџерска, позитивна, интересна песна, која што ете. Се надам дека ја помнат. Да, и се надам дека и оваа вторава песна, тоест новава песна ќе помине исто така добро. Зошто втората? Се збуни. Нова, наравно. Пред тоа? Втората. Тебе од зелено светло ти почнува кариерата. Добро, се шегувам. Па и на Макфест ти беше одлична. Дури победи со таа песна. Супер. Сега ќе видиме англиската како ќе прифатат слушателите. Малку е поразлично тоа. Нема да пееш на македонски? Сакаш да пробаш да видиш Да, како да ќе видам биде? како ќе биде. Добро, па може би ќе дојде некоја идеја, ќе се преправи, зашто да не? Да. Добро вечер. Добро вечер. Кој се јавува? Мимоза од Крива Паланка. Мимоза од Крива Паланка. Добро вечер, Мимоза. Добро вечер. Добро си расположена, така? Да. Со кого? Со фамилијата. Добро, поздрав и до нив. Поздрав и до вас. Уживате? Да. Што се случува кај вас по дома? Па нема ништо. Нема ништо. Да. Океј, сега ќе има. Да. Ќе има некоја Се паричка. надеваме.
Да, нема да ти испратим и тебе со нула, тоа сум сигурен. Така што од нашето тркало вечерва зависи која од прилика ќе биде сумата и од твоите одговори. Ајде, Сара. Да зависеше од мене и од Сара, све ќе беше 1000-арка, не 500. Па може се 500 да. Немој на 200 додиш. Почна да се караш со трка. 200, нешто. Пробај сега следниот пат понежно, нема да го карат. 200 денари. Мимоза, вредноста на една погодена буква. Може да искористиме така оваа сума. Да. Ајде, знаеш како тоа иде? Како тоа го правиме ние секој работен ден? Да, само момент, малку 6, добро, 6 или 7. Ти остана од овие 10. Нема појавено. Стигна? Сега да. Исто се, џабе ке броиш. 3 со 3. 4 слободни, 3 отворени. Како стигнаш? Поле број 6. Поле број 6, може. Наша манекенка Сања. Манекенка, мис на Македонија. Многу одамна. Мислам не толку многу одамна. Ама годиниве си врват. Само момент. Сања. Николич. Николик, точно, токму така. Сања Николик, 8000 денари. Одиме понатаму. Поздрав до Сања и Сладкар. Наш поранешен фудбалски голман. Само момент, сликата уште. Стигна ли? Сега. До крива паланка по кривините, дур стигне. Да. Ајде, стигна сега, така? Сега да. Добро, наш поранешен фудбалски голман од постарата генерација. Нашите гости се сеќаваат сигурно на него. Тема работа спортисти. Така што доколку не ти текна или не успеат да ти дадат помош од дома, имаме ние помош од овде. И сигурен сум дека ќе имаме точен одговор. Помош ако може. Ајде, помош. Кој ќе ни одговори? Љубомир, Кице или Перо? Јас мислам Кице. дека тој више не е меѓу нас, се работи за Благоја Виденич. Токму така, го имаме точниот одговор, 2000 денари. Го познаваш? Возможно, видено такви си го гледам. Так. 2000 денари. Или во поделба. Мимоза, слушај добро, 1400 имаш ти, а нашата група 600 денари. Надополнуваме таму. Мимоза, ти посакувам убава вечер. Поздрав до тебе и до твоето семејство. Секој е добро. Чао и да се чуеме пак. Поздрав и крива паланка сите наши гледачи од таму. 30 91 557 61 52 990 луѓе, вртете. Додека не кажат од режија стоп, имаме време, имаме прашања, без разлика на тоа што има од оваа прва група 10, а уште едно неотворено, ќе имаме и дополнителни прашања, така што не се откажувајте доколку имате среќа и бидете упорни, ќе добиете линија и оваа вечера, со тоа ќе добиете пари. А ова ви известуваме дека вештачки се парите, да знаете, гости вештачи, да не ни ги однесете по дома. Случајно да не ви ги снема. 072, како? Енергијски сте ги направили. Зошто? Тоа работа. Вештачки. Ептен вештачки. 072 247 551 е телефонскиот број, доколку сакате да ни се пријавите за гостување овде во студио, вие, вашето семејство, вашите пријатели, така натаму комши, познаници и роднини, можете слободно да се пријавите на овој број кој што го гледате на екранот, секој ден од 15 до 16 часот и да освојувате пари овде и да се дружиме заедно во живо во нашето студио во Канал 5 телевизија. Ајде сега, добро вечер за кого? Добро вечер. Кој се јавува? Тања од Крива паланка. Ама што правите сега? Како ги добиваат линије едно по друго од ист град? Тања? Да, Тања. Со Мимоза не се познавате? Не се познавам. Добро. Добра ли си ми ти? Супер, расположени се, дружиме со вас. Така, ви благодариме за тоа, се надевам интересни сме. Да, секој. А ако не, карајме да се прибереме малце. Со кого си? Со семејството или пријатели?
Со пријателките. Пријателки, си гледате на кафе, си уживате понеделнички навечер, одлично. Сега ајде да освоиме парички. Дали ќе бидат за кафе или за нешто да се подновиш, тоа ќе видиме. Бидете сконцентрирани и нека помагаат пријателките. Да. Ајде, за Тања. Понежно. Ајде, понежно за Тања. Да видиме дали тоа има некаква врска, Сара. 300 денари, добро е. 300 денари, вредност на една погодена буква. Ајде сега да погодуваме што повеќе, поточно да добиеме точни одговори на седмото поле. Тоа остана, не те прашувам кое, бидејќи уште седмицата не сме погодиле од оваа прва тура на прашање. Отварајте режија, не туку чекајте. Не сум грешка, така седмицата уште добро. Правен застапник. Адвокат. Адвокат, а еден таков имаме и овде во нашето студио, господинот Љубомир. Не, Перо беше, Перо, извини. Перо, помешам више. Господинот Перо, спомнавме дека работите како адвокат. Одиме дополнително прашање, 1200 денари. Ајде сега да видиме што ќе добиеме како следно. Вистинското име и презиме на Джинас Папас Џокси. Џокси? Реакција? Абе, нешто. На Джинас. На Джина Папас Џокси. Значи Се сето чувствам као шкртиле. марка на кафе. Не, како... Джинас, Минас. Чекате на што ми звучи вака Джинас Папас. Джинас Папас. Джинас. Джинас Папас Џокси. Треба, фали С на крај од Џокси. Сварете го лесно и пите го цабајле. Джинас Папас Џокси. Зоран. Како? Зоран. Зоран. Дечки, знаете ли? Не е Зоран, не е Зоран. Ај помош. Од кого? Од Џокси? Јас не знам. Добро. Ајде, Да гостите. видам се агенција да се покажа. Ајде да видиме дали ќе се истакнат. Значи, мора да признам дека Џокси, иако седи до мене, не беше таков да ми подшепне, зашто одамна го знам. Па рековме дека сте колекционер на Па сакам да го оправдам тоа познавање, значи неговото име и презиме, сега ќе ви го откријам, многу мина гледачи не го знаат. И ви прави проблеми во колекцијата. Ѓорѓе Васич. Уште едно само? Ѓорѓе Васич. Ете така, тоа е точниот одговор. Тања, биди само на линија. Ѓорѓе Васич. Джинас Папас Џокси. Джина Папас Џокси. И ви прави проблеми во колекцијата, така? Па ми прави кога го запишувам, зашто името и презимето се во ред, меѓутоа многу тросложено име ставил, прекарот му е од 3 И плюс на партици, така што ми фаќа многу меморија. И кога ќе стави наслов на песна цел рефрен, Тоа да. оди запиши го. Да. Добро. Тања? Да, тука си. Тука си, ето ти помогнавме. 2250 за тебе, Тања. Има тука и за кафе и нешто за подновување. Убава вечер и поздрав и убаво да си поминете, останете со нас до крај. Само режија гостите колку 1050 на тебе, на твое овакво, на твое име и презиме. Само толку. А другото? Не, они го погодија, само го помогна второто. Твоето име и презиме, првото си го знаеше. А до сега, чекај, Џокси, па тука се збираат, они остаги. По 50, по 150, по 1050, ќе видиш на крај. Ама само погледни ги, мртви ладни ги. Легачка, 3200 ќе се соби. Си лежат, си уживаат и си штанцаат. Одиме. Имаме дополнителни прашања, драги гледачи, значи не сме завршили, имаме време. Имаме уште. Добро вечер, за кого? Добро вечер, Блаже од Кавадарци. Блаже Кавадарци. Блаже, како сте? Супер. Со кого? Сам. Сам? Шо така? Раат малку. Да. Раат малку, добро е. Па Бога ми, ние како сме се собрале овде, вредиме за 100, боле никој не ти треба друг. Калабалак, да. Калабалак. Ајде, Блаже, знаеш како се игра се, така? Вредноста на буквата, да. Вредноста на буквата, Сара ќе ни помогне. Ајде, Сара.
Како единствена дама овде во студиото, Сара ја замоливме да им донесе среќа на нашите гледачи. Тоа одлично го прави. Блаже? Супер. Супер. Добро. Имаме дополнителни прашања за тебе, значи од претходните емисии сме ги отвориле кецот и тројката, можеш да бираш меѓу двојка и четворка. Ова ни се да ни се најдат, а ни се најдоа денеска. Ајде, 4. Но не помалку вредни. 4. Четворка. Драмска куќа. Театар. Театар, нормално. Театар. 2500, види како се множат. Од буква и пол да погодиш, мислам дека ќе ти западне 1500. 2500. Одиме дополнително. Хит на Сашо Гигов Гиш. Шо Джокси? Знам. Дека е со две раце. Знае. Моја гитара. Како? Моја гитара. Моја гитара, твоја гитара, ничија гитара. Моја гитара. Джокси, зашто толку реагираше вака? Па ни, кој прашањето. Омилена ти е? Другите не ги знае, верувам. Моја гитара, да. Добро, режија, ајде да поделиме. Значи, Блаже од Кавадарци ги даде сите да одговори? Колку освои? Па не видовме овде со гитарава со Джокси. 5000 денари, одлично вака така. Видиш како тоа се прави брзо, не се ни свестив кога освои 5000 денари. Поздрав, Блаже. Поздрав, Секој добро, тука си благодарам. така. Поздрав, секој добро и да се чуеме пак. Имаш 5000 денари. Благодарам, пријатно. Фала ти, да се чуеме пак. 3091 557 61 52 990. Добро вечер. Ало? Добро вечер. Ало. Добро вечер. Кој се јавува? Кирил од Прилеп. Кирил. Да. Од Прилеп, ајде Да. прилепчани, само едно јавување вечерва, ја мислев дека нешто се случува таму, шове нема. Кире? Да. Со кого? Со кого? Сам. И ти сам? Да, сам. Добро, каде е семејство му? Па во расход. На работа жената и втора смена и тој. Па така, некој ќе оди на работа да заработи, некој од дома ќе заработи. Некој ќе гледа телевизија И ќе заработи. Забавува, да, и ќе се забавува. Да, добро, добро, добро. Ете така можете да направите моја жено. Да. И колку донесе, јас волко освоив. Добро, во Прилеп како е? Добро, сигурно. Во Прилеп е добро, топло, доста жешко денеска. Значи, топло, 20 степени сигурно имаше некаде И ке нас е така слично и да ти кажам, не ни треба више зима, ајде да си уживаме малку на сонце. Да. Одиме сега вредност за вас, поточно вредност на вашата буква. Ајде. Сара, повели. Шопе, Сара. Ја? Со? 300. 300, а икс? 300. Одиме, значи од дополнителните прашања кои што ги отворивме вечерва, двојката останува. Кај би се погоди ја дополнителни прошлиот пат, втор пат се јавувам. Така? Да. Тоа е тоа, таква ти е среќата. Све на дополнително. Да. Добро. Мал мотоцикл. Мал мотоцикл. Како го викате таму? Моторче не е. Скутер. Така е, 1200 денари. Скутер. Одиме понатаму, дополнително прашање. Наш пејач и музичар. Ајде, наш пејач и музичар. Ајде сега, од сите тие што ги имаме ние. Чекај. Размисли убаво, имаш право на еден одговор. Дали ќе биде точен или неточен? Да, знам. Наш пејач и музичар. Джина Папас Джокси, не го ставаме, пошто ќе треба ни цел екран да го испишат. Многу места. Не, ми текнува се моментов. Чекај уште малце, ај уште секунда. Не од група Кукулеле. Не е Кукулеле. Ај помош на крај. Кукулеле да биде Джокси, не були се. Помош побрзо да. Ја викам, зар сме погрешиле прв пат во историјата на квизот.
Помош? Добро. Ајде, Од Мичуринци. Джокси не барај помош, пошто Не. мислите дека кукуле. Значи, мислам дека ќе го дадам точниот одговор. Добро. Мислам станува збор за Живко Дуев. Живко Дуев. Тој ми Да. свиреше на свадба. На свадба. Да, на Сега мојата ќе ми свадба. кажеш, само да го испратиме Кирил. Кирил, Добро. Ај, Молим. близко. значи Живко Дуев. Добро, добро. Сега ќе ти објасниме кој што како. 2100 имаш ти. Ти посакувам убава вечер и поздрав, да се чуеме следна прилика. Да, фала. А 900 денари за групата наша вечерашна Мичуринци. Ајде за Живко. Те прекинав. Нешто, пак приказната тече од Мишурин потекна. Имавме тамо еден добар тапанар, да речам, Шалапанов, Шала го викаат. И тој свиреше во групата на Живко Дуев на времето кога требаше да се ожена. Човекот пристапи и рече имам добар состав, ти го препорачувам. Јас за среќа го прифатив предлогот и музиката беше на Феномен. изворено високо ниво. Така. Одлично. Драги гледачи, овдека завршуваме со вашите јавувања затоа што ќе треба да ги исподелиме сумиве кој што како и така Тоа натаму. чекам. Не, Джокси биди си така се. Група Сега да наша видиш што како доби. се прават поделбите. И се додава плюс на тоа. Ева, вака, одиме со ред прво. Режија ќе ве замолам само прво, како што е редот, да го имаме играчот на вечерта, победник на денот, Антонио, кој што Джокси замисли. Антонио кој се јави освои 6000 денари и бидејќи има најголема сума од вечерва освоена, добива дополнителни 3000 денари. Вау. Вау, да. Значи, вкупно 9000 дарки, Антонио вака или така за неколку минути. Сега, пред да ја добиеме сумата на гостите, не дека ја сметаме, него имаме дополнително прашање за да им дадеме плюс дополнителни 3000 денари. Впрочем, како што тоа го правиме со играчот на денот. На нив, дополнително. На нив, Джокси, на нив. А тоа прашање е поврзано толку со тебе. Така да? Ајде да видиме како ќе се погоди. Значи вика, во која група членуваше Джина Папас Джокси на почетокот на кариерата? А тоа беше Джокси, чекајте, имам и под А и под Б, ќе ви помогнам со тоа. Джокси, тоа беше Тоа далечната 79 е основа на групата. Добро. 5 години има работено во низа, заедно. Првите членови Само се да не ти се испушти името, те молам. Првите членови се Јане, Орша, Ацо Богановски, Сонја, Будимка, Весна Јановска. Так. Добро, ајде да видиме што ќе направат под А. Макакус, под Б. Лева патика. Значи, го избираме одговорот по да. Макакус. Добро, макакус. Зошто дека вид на мајмун? Не, затоа што сме задоволни дека вечерва падна доста музички прашања што очигледно ни лежат. Спортски музички прашања само такви очекуваме и понатака да видиме. Така? Да. А вие планирате повторно да не се пријавите? Планирате цела недела да ни бидете гости? Бидејќи се цени најуспешниот гледач кој се јавува, мислам дека можеби сме најуспешна екипа, пак имаме можност повторно да гостуваме. Така, добро, нема проблем, вие само Бидејќи немате правила, може ни повтор па да дојдем. видиш, да, не сме кажали дека може ректе дали може, дали сме Овој под гости сега два. се јави повтор па се јави. Вие фатете додека не сме смислили такво правило. Пријавете си се пак. Не сме ние готово што. Ето така. Драги гледачи, гостите утре се исти. Се е исто, само нов ден ќе имаме утре. Добро, погодите точно и добивате дополнителни 3000 денари. И сега собираме тоа што помогнавте цела вечер и добивате вкупно 10.500 денари група Мичуринци. Не ги викај утре. Не ги викај. Джокси, само него довршивме муабетот за макакус. Вид на мајмун, така од таму е... Не. Макако значи, тој е кратенка од два збора, македонски акустичен. Добро. А сега, сосема случајно или не, Што се појави вид на што се мајмун, појави нигде мајмунот никаде. Макакус резус,
многумина од гледачите најверојатно знаат дека станува збор за мајмуна кој се за прв пат се испитани тие РХ позитив и РХ негатив во крвта на. И фалело ме, па и фалело име за мајмунов, и вика чекај група македонска кој не постои. Имавме една случка кога свиревме во медицинското училиште, малку и не зеза на таа сметка. Деме кеве дојдоа мајмуниве да свират. Да. Добро. Драги гости, како сте? Дали сте задоволни? Ние сме многу добри, задоволни сме, но... Само убаво микрофонот, значи, утре не ве викам пак сега, микрофонот мора. Бидејќи Джокси беше у нашата мичуринска екипа, го приклучуваме со пари што ги освоиме заедно. Видиш. Значи, Джокси вака така ич не знаеш од која страна да живе. Ја мислам дека Гескава Жишка... Пошто е наша крв. Не да програмот. Наша крв, да. Крвта вода не бидува. Крвта вода не бидува. Добро. Доколку сакате некого да се поздравите, еве сега на крај, ако ве пушти малку тремата, господинот Кицем имаше малку трема, ако сакаш некого, ако сакате. Стварно имав трема, али сега колку што оди емисија, попушти. Па да продолжиме. Утре ќе дојде. Ама без пари. Да, без пари, па нормално. Ке си вртиме тргавце. Јас конкретно ги поздравам двете снаи. Снежана и Даниела. Добро. И тоа двата сина, 4 внуци и сите тие што ме чекаат. И да им кажете, не ме чекајте дома, затоа што во кафана сум вечер. Немаме проблем. Така, ви посакувам, се разбира, многу среќа, ви посакувам и понатаму, кога ќе имате можност да ни се јавите, да бидете успешни и да се видиме во некоја следна прилика. Мене ми беше чест што ни бевте гости и што бевте дел од нашиот Само кеш. Посебно ми е чест за господинот Љубомир што прв пат е на квиз во Канал 5, а ги прошол сите телевизии. Така да, еве, прв пат, ама се надевам нема да биде последен. Нормално дека ќе ни се приклучите во некој следен проект или па, ете, можеби во некоја следна емисија на Само кеш од новите сезони. Така. Джокси, ти благодарам и тебе. Со Сара ќе се обрздам ја, пошто ти си во другиот тим, во другата екипа. Ти благодарам уште еднаш. Спремаш нешто, подготвуваш во моментов? Све спремам, све подготвувам. Кога ќе има нова, јави се. Не е проблем, ќе направиме, да. Еве, за Великден пиши си таму, пак си тука. Ако другите не, ти тука си. Оваа година не настапувам на ниедна телевизија. Кажи си јавно, да. Сега јавно. Значи Великден да не те викаат еднаш рад да го испразнуваш. Точно. Ќе еднаш дома да се видам масал. Така, ајде да видам дали ќе го испочитуваш тоа. Сара, ти благодарам и на тебе за дваното време. За поканата. Се надевам ти беше интересно, да, нели? Супер. Па си давам ја пари супер. Да, имаше можност да ги усреќуваш гледачите, а од тоа поубаво Бога ми верувам и дека нема. Рековме се очекува спотот, за колку време ќе биде? Со Принц го работаш? Да, со Принц го работам спотот и се очекува оваа недела, се уште не знам конкретно ден, поради тоа не сакам да кажам. Гледајте, полека на сигурно се трудам да им го понудам на луѓето она што мислам дека го сакаат. Така, и она што исто така ме интересира некаде пред самиот крај, рече дека со Снупи ја работеше песната, Рената е текстот, Рената некако направи неколку хита на англиски јазик, кои што бога ми одлично и праќаат на светски радиостаници. Сигурно и контактите ќе ги искористите со Снупи за она што ти ќе го правиш. Па заедно се трудиме да работиме како тим, кој каде може да помогне, така. Па се надевам дека ќе успееме. Така, и јас се надевам, тука сме за се што треба, ти благодарам уште еднаш за одвоеното време и кога ќе излезе спотот ќе го видат и гледачите на Канал 5. Така. Да се видиме следна прилика. Драги гледачи, со вас ќе се видиме утре, се разбира на Канал 5 телевизија во нашето вторничко дружење. Во меѓувреме, убаво да спиете, добро да се одморите, изработете си тоа што треба утре со работните обврски и вечерта бидете пред вашиот телевизор. Нормално на Канал 5 телевизија ве очекуваат уште пари во Само кеш. А сега ве очекуваат вестите со Борислав Ноковски. Се гледаме утре. Чао!